Почитувани, барањата на приватните специјализанти се уште не се исполнети дури и после месец и половина од нивната средба со министерот за здравство Венко Филипче. Дали министерот свесно ги фрла во оган младите доктори во Македонија и со тоа го загрозува дополнително и онака кревкиот здравствен систем. Во време на пандемија, додека сите држави низ Европа го наградуваат медицинскиот кадар со зголемување на платите од 100%, ние говориме за елементарни услови за работа и остварување на законски или човекови права. Барањата на специјализантите вклучува најпрво да се платат 24-часовни дежурства, а потоа и здравствено осигурување за сите приватни специјализанти, како здравствено, така и пензиско осигурување, субвенции за домување на специјализанти, како и израмнување на коефициентот, специјалисти, субспецијалисти во интернистички и хируршки гранки. Овие барања беа доставени до министерот на 29 септември 2020 година и нивното исполнување било ветено од страна на министерот. Зошто, дури и после месец и половина, кога огромен број на млади доктори секојдневно го ставаат својот живот на ризик, грижејќи се за болни од COVID-19, се уште нема одговор и решение за нивните барања. Зарем младите доктори не заслужуваат да бидат наградени за својот несебичен труд и придонес во справувањето со COVID-19. Го повикуваме министерот да поминува помалку време со ангажман на пиар папагали, а повеќе време да посвети на млади доктори и специјализанти кои секојдневно се на првата борбена линија на COVID-19. Покачување на платите на младите доктори и специјализанти во сите установи во кои се ангажирани за 100%, пензиско и здравствено осигурување за сите приватни специјализанти, бидејќи најголем дел од нив нема никакво здравствено осигурување, а се ангажирани во ковид центрите. Соодветно домување за сите кои немаат каде да престојуваат, а се распоредени во ковид центри надвор од нивното место на живење. Младите лекари се искористуваат и злоупотребуваат како никаде во светот. Време е тоа да прекине. Специјализантите заслужуваат достоинствена плата и награда. Ви благодарам.